Света Луција, Кирибати, Суринам, Палау, Того, Буркина Фасо, Бутан и Тонга се само дел од државите за кои не знаеме ниту каде се наоѓаат, ниту дека воопшто постојат. Но 7-годишната Марија Матеска од Прилеп не само што ги знае сите над 200 држави во светот, туку ги знае и сите нивни знамиња. Колку знамиња има? Па 205, мислам. Ги знаеш сите од која држава се? Да. Ајде сега да ни покажеш некој знаменце. Например, ова знаме од која држава е? Науру, Ова? Руанда, Ова? Барбадос, Тоа? Палау, Ова? Сейшелски острови. Кој знаме ти умилено? Па омилено ми е Нов Зеланд, Италија, Палау и Сейшелски острови. А исто така и Русија. Што ти каже за нашето македонско знаме? Па нашето ми е убаво затоа што ми личи како на сонце. А исто така и жолтата боја од македонското знаме ја сакам. Голем број од знамињата имаат слични или пак исти символи? По што ги разликуваш? Па зависи, некои ги памтам по зависи бидејќи символите им се различни. Како кај нас македонското слободата, така и на другите држави нешто им значи својот символ. Досега била во Бугарија и Албанија, но има голема жилба да ги посети сите држави во светот. Па имам појдено во Бугарија и во Албанија, а сакам да појдам во Русија, во Италија, во Нов Зеланд, во САД и во Малдиви. Најмногу каде? Па во Малдиви. Со учењето на знамињата започнала пред 1 година, прво цртајќи ги на ливчиња заедно со незиниот татко, а потоа родителите ги испечатиле сите на овој ѕид. Марија, значи, уште кога имаше 6 години, случајно виде знаменце од некоја држава на интернет и посака да го нацрта. Меѓутоа побара наша помош, бидејќи сакаше да изгледа баш како знаме и за сечење, за режење, за боење. И тогаш почна да не распрашува колку држави постојат во светот, кои се тие, па како изгледаат нивните знамиња и се повеќе почна да се интересира. Така започна, значи, целата приказна. И после со помош на сопругот, значи ги направија сите знамиња во светот едно по едно и полека почнуваше да ги учи. По 5 во група, по повеќе, ги повторуваше претходно што ги знаела и така се претвори како една игра за неа. И беше многу радосна, сакаше и представуваше задоволство кога некој ќе ја праша дека ги разпознава знамињата и тој даваше сила уште повеќе да продолжи да ги доучи сите. Во почетокот сакавме, нели, ние кога видовме дека се интересира, мислевме дека е доволно да ги познава европските, но таа инсистираше да ги научи сите држави. На почеток исто сакав кроз игра само да ги научиме европските, пошто јас ги знам голем дел од знамина, но таа инсистираше и продолживме сите знамина да ги направиме. Сега ги имате во печатена форма на ѕидот? Да, ги имаме во печатена форма. И сега, откога ги имаме во печатена форма, си играме. Тројцата и сопругата вклучуваме и играме. Рече си секогаш на буквата. И да га иđаме. Колка временски период траеше учењето на сите држави и знамиња? Па, околу 1 месец. Може би 2. Кога ќе ни текнеше и не инсистиравме. Сакам да кажам дека воопшто не бевме ни... Не форсиравме, како и сега што не ја форсираме. Кој повеќе по географијата, вие ли сопругата? Па, мислам дека сум јас, пошто ги знаев, да речам, европските сите, јужноамериканските. Дали со ние учевте вие?
Да, и се уште не можам јас да ги научам сите африкански. Има премногу со исти символи, со слични шарки, бои. Мислам дека е многу потешко за мене. Значи, овие се знаменицата со кои што за прв пат почна да ги учиш. Да. Може да не кажеш 10 држави на буквата П? Палау, Португалија, Полска, Папуа Нова Гвинеја, Перу, Пакистан, Панама, мислам дека се толку. Матеска вели дека нареден предизвик ќе биде да ги научи сите главни градови на државите во светот.